И конеч, верувале или не, боговите се смилува и рекоа, нека биде светлина. И би светлина. И сега до душа дали е би или не е би, и може би ксено, не може да знае. Ма знаеш како, нека е здрава и жива, само нека свет, нека сија. Оти срамота е, море човек. Срамота е 21 век, 2025 година, не ми се верува ве зборе колку пати ги имам речено во видео. Срамота е струја да нема цел ден, цел ден. Прво е пекол жешко, пукнаа луѓе. Друго не можеш ништо да се изготви. Цел ден ништо не можеш да направи. Трето има стари луѓе. Него стариот нашиот 102 годинава полни. Макар што него ништо нема, други луѓе припаѓаат тука, ама нема врска. Четврто известување никакво кај народот море. Значи ти може мислиш дека ако клаиш на еден медиум некаде дека ќе биде известување. Но то не е известување, не гледат сите луѓе еден медиум. Така како што знаете да ги најдете кога ви требат парината, така треба знаете да ги најдете да му стигне некој порачи или нешто си знат луѓето дено и унапред дека треба се спремат за тој ден, иначе кај ќе се спремат. И петто или шесто не знам која беше таму срамота од сранците море, знаете колку сранци има сега. Ами диаспората ни се врати лето е. И тија и ние навикнати сме на глупости. Знаеме дека очекуваме дека нема се да функционира како што треба во текот на денот. Јасно ни е како функционира кај. Ама тие не се навикна. Тие ко замина имаше поке струја од што има сега. И затоа дошол од онам од негде од Дженем ќе уклучи фризата, ерконо ќе го уклучи, струја нема. Ке речат море дој совне горештината да сралија. Кудај да се засборвам, јас дури има струја да маниме шпица да снимиме, оти шо знаеш, може да го снема секој момент. Ајде бате, пуштај шпица. Кај сте бе, диаспоро златна бе? Од кога се не, од лани се неаме виден. Zato што лани беше дијане споразум, сега споразум ќе види работа си вела. Значи сегде во светот предвестник на летото се птици, не знам, штркови, чуда, ти реков ми рече, само кај нас е диаспора. А затопли одма почнуваат да идат. А и плюс лето, децата се распуштат од училишта, се слободни, се нон-стоп излезени. Диаспората е дојдена да прошета нон-стоп излезена. Битола е бате во полн цуд, не знам за другите градови, ама овде затопли времето, убајна е да ти е мерак по широк сокак да прошеташ. Вака нар, додуша не можеш и да прошеташ од има народ. Треба малце низ луѓе да врвиш да се турка, а малце сме одвикнати од короната навам од туркање во луѓе, морам да речам. Ама нема врска бе брат, ме враќа назад во времето, спомени ми враќа кој видам многу луѓе. Ти порано имаше слика негде 2011-12 од широк сокак нема игла кај да фрлиш од озго. Сега барем има кај поминиш тоаш вака одевме залепени еден заеден. Од сато додолу 3 сати да слегва. Сега се слегва за 15 минути, ама пак убо е, знаеш, народ гледаш сите насмеани, сите расположени, пошто цел ден пекол жешко време ги убива начисто луѓето и сега ќе залади малце, ќе освежи воздухот. Сега душе во Скопје не ви освежва, не знаете како е толку навечер да освежи нешто, ама тие што се понастрана и погоре малце, си знаат. Цел народ излегва да се освежи, да прошета, да излези од дома малце, да земи воздух. Пак ќе видиш нови родители со дечиња, со колички, со мали деца, со голе, па сите насмеани трчат наваму натаму. Бајна брат. Си вика што сторе народ ова битолата? Немаше толку народ. Од каде толку народ вака? Туку одиш и слушаш од него. Beautiful. Значи многу ти е beautiful. Absolutely stunning. И си викаш, шо била работата? А бре роднињево ни дошле. Штубо. И одма имаш стандард муавет од некој што ќе му иди фамилија од него. Ајде, ќе падни некој доларче. Не велат сите, ама некој во фамилијата ќе се погоди што му е само таму, само во парите му или во казината му и одма во доларите му. Да не му текне случајно него да однеси да дај нешто ната. Не бате, само тие треба него да му дават. Нема проблем. И како што си још по широк сокак си слушаш од понекоја страна. Шо англиски, шо шведски, германски тро послабо, пошто обично луѓето од Германија работат и се враќаат. И тука се на неколку месеци одат, знаеш. Не зафаќат до толку со германски, си го држат македонското таму. Овие што живеат шведска, норвешка ваму таму, нормално дека ќе си збора шведски. Пак ќе слушаш многу мешање на дијалекти, на јазици. Знаеш што една работа што ме бендисва, што луѓето во диаспората си го чуват дијалектот како што му билко замина. Пошто овде кај нас, од што се мешат дијалекти од што идат од градови во села, кој кај стигна ојде, пепел е направен дијалектот. По телевизиите се збора стриктно скопски, тек тук нешто литературно македонски, по некој вака исклучок што си го држи дијалектот. И знаеш, попара се направени дијалектите, се измешани, се малце заминати од тоа што беа. Јарно ма луѓе што се заминати пред 20 години, кога ќе си одат негде, кога се вратат и зборат исто како пред 20 години што си зборат. И пример кога ќе дојде диаспората има многу зборови што кога ќе слушниш те враќаат малце во детството. Само можеш се
се користат уште тек тук негде, ама претежно се изгубени од користење. Пример, наместо зборот после, голем дел од Македонијата велеше сетне. Пример, бе ваму и сетне ојдо ваму. И тоа во последно време скоро да го немам слушнато како збор. И пред некое време се наоѓаме со луѓе дојдени од Канада, ајде да се видиме кафе, ово направиме муавет и брато збора и вели сетне. Нешто ми дојде кога слушна. Иако јас лично не знам дали воопшто го имам речено тој збор. Ама го слушав често од луѓе. И после тоа го немам слушнато години. И сега кога го рече брато, си викам зборот кај излезе човек. Преак. И баш го прашав брато му, викам веројатно се дружите таму со македонци, нормално. Има од различни градови луѓе или сте пример од овај регион негде? Не бе, вика, има од сегде, има од Битола, има од Велес, има од Скопје, од цела Македонија има. Вика, сите се супер, само тие скопјани некако поинаку не гледат, поинаку се понашат. Сикам, шо збораш човек? Нити ова е роден во Македонија, нити тие се родени во Македонија. По потекло се само од Скопје, од Битола, од двамото. И без разлика што не се тука родени, пак од тука се понашат и таму. Еј, неверојатна работа. Тој македонски иначе го збораме море. Исто друга интересна работа што имам приметено кај диаспората, што не знам на што се должи, ама многу ми е јако. Тоа што на пример луѓето што се родени тука, што подоцна во животот ошле некаде во диаспората, кои се вратат се исти. Значи ништо не е сменато, нормално годините што поминале, ама тоа е човекот, тоа е сурато. Арно, ама ако се заминати од мали, од бебиња, од деца да речем, или ако се родени таму, ликоите му се многу поинакви, како посветли, како буквално како да се од друга држава. Са дали то се должи на исхрана таму, дали се должи на говорот, пошто нели со друг јазик растат, па поинаку се структурира лицето. Немам појма на што се должи, не дека нема да си личат со родителите, фала Богу дека ќе си личат. Ама структурата некако се гледа дека не е од тук. Значи оиш поширок сога ќе можеш да приметиш од далеку дека некој е дојден од странство. Збор да не речи ќе приметиш. Сам добро има и начин на облеквање, израз на лице и се си има то, нема збор. Ама и само фаците да ги гледаш пак се примети. Мислам то не е ништо лошо. Баш напротив е супер мене ако ме најдоте. И ние кога ќе одиме негде во странство делиме, ама не знаеш колку делиме од луѓе. Ние може мислите дека не делите од толпата, ама се гледа дека не си оттам од километар бе. Пример, ој на било кој аеродром негде во свет. Значи застани и опули се во народ. Ако не погодиш кој е македонец од далеку вака фрлиш и го погодиш, еве ја. Најизгубени сме од сите. И ако не го погодиш македонец, кој е некој од Балканот ќе видиш сигурно. Чи нема промаш брат. И то не е ништо лошо, нормално, ама сакам да речам, пошто сум го слушнал муаветот од странци дека не ми е јасно вика како ме познават, ќе одам на пазар и одма ми се поставува поинаку, други цени ми дава. Горе човек од километар се гледа дека не си од тук. Се гледа дека си попросветлен, ме сваѓа. Сурадите тука тие си. И уште го ќе и го ќе му зборниш, кој му замешаш малце со акцентот. Здравје си го носи. Оти на пример во диаспората зборат македонски, ама пошто во англискиот малце поинаку се структурираат речениците и начинот на прашвање е малце поинаков. Тонот уствари на прашвањето е поинаков. И тоа ќе оклаиш во македонскиот јазик звучи малце чудно. Оти на пример некли со кумбата го правевме ова на лабавото муаве. Има јазици што се звучно структурно слични на нашиот, пример италијанскиот исто се пише и се чита, шпанскиот, начинот на кој прашват во Шпанија можеш буквално го преведиш на македонски и исто ќе звучи прашањето. Ама тоа не можеш да направиш со англиски. И затоа кога ќе збораш на македонски, ама тонот ти е прашален на англиски, звучи малце почудно. Дури да збораш чисто битолски да речеме, без мешање англицизми, без ништо. И да сакаш пример моркови да си купиш. Со исти тон ќе прашаш на македонски како што би прашал на англиски, пошто така ти е навикнато во главата, ме сваѓа. Пример на англиски би било how much for a carrot? И на македонски исто ќе прашаш колку за морковите? А битолчанец како би прашал? Прво не би ни прашал, битолчанец знаеш шо прави? Легва на пазар и врти по тезгите да види прво кај се на ефтини цени. Мора да се сврти. После тоа ќе видиш кај се на ефтини, гледаш кај се посвежи вака од околу. И пошто нормално ќе те прашат на пазар, тому е работа. Бојрума те повели, шо треба? Колку ти се овие морковите? 60 за тебе 50. Ништо. А свежи се? Свежи бевате, сега ги извадов од земја, сега ги извадов, ги тргнав сега пред 2 минути. Добро е, дај едно кило. Значи прашалната форма кај нас многу не го повишва тоа. Колку е ова? Позанакав га мој мени. Вие сте многу културни кога ќе дојдете нагоре вака со милост го прашува. Не вера го прашаш со милост ќе ти спушти. А тој кутриот вај чека некој со милост да го праша за му лупни дупло. Тоа е исто јако пример. Ние тука купуваме кила, дај 2 кила, дај 5 кила. Минимум е кило. Во странство луѓето си купуват на парче, на грамо, дај 200 грама, дај 300 грама, знаеш толку колку што му треба. Не да изнакупи еден тон да му скапва дома или да мора да ги изеди да не скапва. Ќе му речиш дај 650 грама, готово тука да знаеш дека сметката дојде. Тамто глупо е малце, не треба поќе се наплаќа на странци и такви некои глупости, знаеш како? Кој ме праша? Значи следен пат кога идите кој сакаат да купувате некој треба сленгот да го научите од местото локално таму и македонскиот начин да го научите. Да прошеташ, да видиш, приврати се, тргни
застани, чекај, не е на првата тезга, за колку се овие, дај им. Кој купува така, бе, бате? Сам добро, има и тука што купува така, но пример ако се знаеш со тој што е на тезга, оди шопреш, брат, како, дај од тие крастајците и толку решен проблем. Уште колку муавет има новате. Ама бери ќе, епизоди треба да се снимат од нешто така. Така што толку од мене за сега, одморете малце се по жешкото и се вратиме ние наредна епизода со уште од диаспора. Договорено? Така. Ајде за поздрав од мене, имајте убав ден.